Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за она што секако следува откако се случува ново подмотување, некој би рекол на клопчето, некој би рекол дополнително замрсување на тоа како е замотано клопчето и јазолот, гордиевиот, клопчињата, што сакате како и да е, по однос на правно-политичката криза во Република Македонија. По вчерашниот ден и се она што се случуваше во текот на средата вчера, денеска во најголемо очекување се разбира, или во најмало, зависи за кого како, е собраниската седница, која што е закажана во 17 часот, каде што Собранието на Македонија денеска ќе одржи 102-та седница, на која на дневен ред се измени и дополнување на 5 закони по скратена постапка, поднесени од Илија Димовски и Талат Џафери, како и предлог закон за заштита на приватноста од истите предлагачи. Сите закони ќе се носат по скратена постапка. Со дополнувањата на предлог законот за помилување се предвидува нов член со кој се уредува можноста председателот на државата да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка за помилување во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон, при што председателот не е должен да ја образложи одлуката. Лицето, за кое е донесена одлука за помилување, има право до председателот на Републиката да поднесе барање за поништување на одлуката за негово помилување, а како што е наведено во предлогот за дополнување, председателот е должен во рок од 30 дена до денот на поднесувањето на барањето да ја поништи донесената одлука. Со предлог законот за заштита на приватноста по скратена постапка се утврдува заштитата на приватноста на граѓаните на Република Македонија гарантирана со Уставот и Европската конвенција за човековите права, во врска со материјалите кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации извршени во периодот од 2008 до 2015 година. Со законот се утврдува забрана за поседување, обработка, јавно објавување на материјалите кои представуваат повреда на приватноста на личниот и семеен живот. Со законот се утврдува и забрана за поседување, обработка, јавно објавување и располагање на кој било начин со материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации извршени во периодот од 2008 до 2015 година, вклучувајќи и нивно користење и располагање во изборен процес, политички и други цели и постапки. Дополнувањата на законот за заштита на личните податоци по скратена постапка предвидуваат уредување на обработката на личните податоци, што се содржани во судските одлуки. Со измените на изборниот законник по скратена постапка се предвидува до прецизирање на одредбата во членот 31, став 2, точка 28в, во делот на обезбедувањето на електронски пристап до избирачкиот список. Тоа е она за што ќе разговараме во текот на денешното издание. Подосна ќе ви прочитам и дополнителна информација. Се разбира, одиме со првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас сум во програма. Да, вие сте, повелете. Ти благодарам. Вака, значи, пред се аболицијата која беше, значи, предложена, назначена од сегашниот председател Иванов, имаше голем човечки христијански чин и патриотски чин, би рекол. Те повика на помирување на семакедонско национално единство во време кога река бегалци доаѓаа од југ, значи, надиво влегуваја во наша Македонија. Бегалците не се тема на денешната емисија. Не кажувам кои се причините за аболицијата, значи тука имаш како тема аболиција, така значи. Помилување, така? Сега. Значи воедно имаше закани од север. Нели имаше разни закани за дестабилизација на Македонија, помирот на наша Македонија и логички е дека при такви закани да се постигне консензус, значи единство, одбрана на својата држава и татковина, а не да се расправаме, да си вадиме очи еден со друг, кога некој од надвор не напаѓаат. Сега, значи некој сигурно посакува напаѓање врз наша Македонија, нестабилност натре, раскарани ние, па така да се изгубиме нашава земја. Туѓинци, ние двајца се караме, а добиваат трети. Така посакува некој. Сега, аболиција, дали ќе бара помилување, поточно поништување на аболицијата која ја даде Ранко Црвенковски за Заев, за 8 милиони евра. И тамо некои други аболиции или амнестии кои се случија во овие 20 години независна Македонија. Зашто некои се алергични на сегашна аболиција која значи исто и за Заев важи,
и за Верушевски важи, и за другите таму криминалци. Но не и за случаите поврзани со аболицијата од 2008-та. Затоа држете се до темата за конкретната аболиција сега. Па да, се држам јас. Не се држите до темата. Не може и аболициран криминалец, лидер на опозиција да бара да биде против аболиција и за него која важи сега. И за него важи сега таа аболиција, пошто тој креираше со Верушевски граѓанска војна, значи во тие... Како знаете дека, само ме интересира, како знаете дека со аболицијата направена во 2008-та за Заев, тој со сигурност е криминалец, а аболицијата за сега овие 55 мина кои не се криминалци? Како ја правите таа разлика? Јас не реков дека не се криминалци сегашни аболицирани, во кои е и Заев и Верушевски, само реков дека беше донесена во име на помирување и одбрана на Македонија во кризен период. Како се врши тоа помирување и одбрана на Македонија со тоа што се аболицираат лица кои што се сомничат за криминал и корупција? Па прашај го Заев. Не, вас ве прашувам, вие зборувате на телефон, јас не зборувам со Заев. Зошто така разговарате? Зошто сте толку невоспитан? Ве прашав културно. Како мислите дека аболицијата и општиот акт на председателот донесува во функција на помирување и на одбрана на Македонија со тоа што се аболицирани лица кои што 55 мина кои што се сомничат за криминал и корупција? Јас ти реков, значи јас не сум невоспитан, нема да ме навредите. Не невоспитан сте затоа што враќате на нешто за кое што ве прашувам, а не сакате да ми одговорите. Ако си воспитан, ќе ми дозволиш да си искажам, а не кон другите молчиш. Ама вие не сте водител на оваа емисија, јас не молчам на никого. Не, ти молчиш пред другите кои плукаат по Македонија. Така вие си мислите, тоа си е ваше право. Не, така е, имам сведоци и ги повикувам. Ве прашав нешто, господин Тале, како мислите дека општиот акт за аболиција на 55 мина кои што се сомничат за криминал и корупција ја одбранува Македонија од надворешни мрачни сценарија? Па одбранува сигурно. Ако си вадиме ние очи... Како ме интересира? Па ти кажам, дозволи. Значи, ако си вадиме ние очи во време на криза и закани по мирот на Македонија, логички дека влие на нашата дестабилизација. На кој начин влијае на нашата дестабилизација? Молам? На кој начин влијае на нашата дестабилизација? Ај, сега ќе ми се тераш тука контри. Не, јас ве прашувам многу човечки, едноставно разговараме. На кој начин влијае на нашата дестабилизација? Аболицијата не влијае на нашата дестабилизација, туку влијае раздорот кој го прават тие твоите ментори Сорос и тие... Јас не знам за кој мој ментор изборувате. Молам? Не знам за кој мој ментор изборувате. Јас ментори немам. Знај кој се твои ментори? Јас сум слободен и индивидуален граѓанин на оваа република, исто како што сте и вие, предпоставувам. Да, слободен сум јас како македонец во Македонија, не сум. Така, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Во оној момент кога човек нема што да каже и кога некој ќе поставува под прашање за размислувањата за тоа што едноставно се обидувате да го разберете нештото кое што го зборува, тогаш едноставно почнувате да ги напаѓате луѓето по лична основа за работи за кои што немате прво никаков доказен материјал, второ постоите само со фрлање на одредени клевети кон личности кои што веројатно сметате дека ве напаѓаат, а едноставно само ви поставуваат прашање. Така, дебата и диалог во држава за која што сакате да не се прави дестабилизација и за која што сакате да ја одбраните и да се помири, не се прави. Значи, ако сакате да се помирите со некого и на некаков начин, треба да разговарате и да ги почитувате прашањата кои што ви ги поставуваат, колку и тоа вам да ви изгледа глупаво. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова што настана од вчера, со отварање на вратите на собранието, ова веќе мртви букви на бела хартија. Значи, ништо нема од сето тоа. Многу се надевавме од ова. Вчера требаше само да се отворат вратите, а не веднаш да се разрешат дополнителните министри. Тоа ајде помина некако. Меѓутоа сега со овие закони кои што се поитна постапка, тоа се старонови закони. Ако се донесе аболицијата комплетно за колку беа лица таму, треба комплетно да се поништи. А не поединци ако сакаат,
може да поднесат аболиција, па преседателот по еден месец да даде да ги аболира. Значи, за тој месец дена може да заврши и судскиот процес. Значи, тој се уште е аболиран. Ја мислам дека овде има дека пак владеачката партија сака да си го истара своето. Ако веќе ги разрешија овие министрите, зашто не го разрешија и премиерот на владата? Тоа иде во пакет. А сега, ако сакаме да тргнеме напред, треба една експертска влада, сите од влада да излезат, една експертска влада од експерти и после тоа да продолжи со реформите натаму, затоа што сега веќе пак нема народот увид во работењето на Министерството за внатрешни работи. И одново ќе ни се пометнат како кукавички јајца старите списоци, избирачки списоци и се ќе оди по старо. Ја мислам дека е тоа мое мислење, дека ова не води кон разрешување на проблемот. А сите од надвор викаат треба да се придржуваме на Пржинскиот договор. Тоа е рамката на Пржинскиот договор. Благодарам. Ви благодарам и за зајавувањето. Поздрав до вас. До кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов од 56 аболирани до денеска, само 12 лица поднеле барања да им се повлече аболицијата, со што невиноста ќе треба да ја докажуваат по судски пат. Сите останати, меѓу кои и високи функционери на ВМРО ДПМН и поранешни министри, како Милијана Киевски, Гордана Јанкуловска, Кирил Божиновски, Сашо Мијалков, Горан Грујовски, Мартин Протогер, Ирена Мишева, засега го прифаќаат помилувањето на председателот на Републиката. На список на оние што бараат да им се повлече аболицијата се поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот председател на државата Бранко Црвенковски, опозицијскиот лидер Зоран Заев, како и председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски, и тројцата обвинители од специјалното јавно обвинителство, обвинителката Фатиме Фетаи, обвинителот Гаврил Бубески и обвинителката Лиле Стефанова, поднеле лично барање во писмена форма за повлекување на одлуката за аболиција. Милоста на Иванов не ја прифаќаат ниту членот на Државната изборна комисија Бедреден Ибраими, директорот на затворот на Идризово и Живко Пејковски, битолскиот градоначалник Владимир Талески, бизнисменот Божидар Јанковски, како и поранешниот градоначалник на Центар Владимир Тодоровиќ. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ке те молам, значи вака те замолам. Да утре, пошто си новинар, да одиш во Врховен суд, да ја извадиш таа фамозна пресуда од 2011 година, која ја повела по компанијата што го градела Глобал, каде што е констатирано дека нема криминал во изградбата на Глобал и на сите кои ќе спомнат таа аболиција од 2008, да им го кажеш бројот да ја прочитаат, бидејќи гледај го, манипулиран човек не може да свати дека аболицијата била безпредметна. Има пресуда од Врховен суд каде што во постапката е констатирано дека изградбата на тој фамозен Глобал во Струмица била легална. То и од управен суд има да го знае тој првиот и сите тие наредни што ќе се јавуваат, што ќе се повикуваат на таа аболиција. Значи бадијала ја дале аболицијата, во постапка е докажано дека нема криминал. И да, меѓутоа, овие 2 дена во државава се случува тежок, по мене, срам. Така да, нашиве малоумни пратеници, морам да ги наречам малоумни, затоа што овие 2 дена од себе си прават будали, тропаат, скинат зелени, што не им личи на луѓе што зимаат по 1000 и кусури евра плата од овој намачен народ. Зошто го зборам тоа? Сите им кажава 500 пати дека членот врз основа на кој председателот ја донела аболицијата не постои во законот, они денеска прават нова глупост, му даваат можност за селективно помилување. Абе добро, нормални ли се веќе тие луѓе, дали ќе разберат дека она вчера што го правеа од будали од себе, каде и она посебно господјано социјалистичка што бараше докази, а прави будала од себе, дига 2 прста да се распушти парламентот и да се блокира работата на специјалното обвинителство. Мислам дека оваков театар, ваков циркус Медранов, оваја држава, ако ја сакаат, треба да ја поштедат.
Од нивниот патриотизам, да ти кажем, треба да им речеме фала. Зашто? Ваков срам што се прави денеска и вчера во државата, мислам дека во наредните 100 години нема да видиме. И од тие причини, пазете, од тие причини, треба да ги замолиме да дадат оставки. Вчера самите си докажаа дека умствено, интелектуално не се способни да ги зимаат парите од овие луѓе. За да продолжат да работат во парламентот, по мене би требало да донесат лекарски уверенија дека се пресметливи. Веќе ми пука филмот, затоа што слепци таму зимаат по 1500 евра пари, а нашите некои луѓе се мачат како црнци зимаат по 200 евра. И дека треба тој циркус да се прекине. И во државата јас сериозно кажам дека ние сме зрели за стечај и дека треба од Ману или каде да се најдат 7-8 луѓе, да се суспендира и влада, или ако на крај крајва нека направи некој државен удар. Овој театар веќе не се трпи. Овој срам во државава што се прави од политички побуди и личните не се трпи веќе, ова е срамота бе. И денеска повторно ќе донесат 2 глупи закони со кои веќе ја не знам што сакаа да постигнат. Избори, какви избори со носени глупи закони бе луѓе. Добро. Толку пријатно. Пријатно и до вас ви благодарам за јавувањето. Следен гледаш на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огневи, до одбајките. Благодарам, поздрав и до вас. Прво и основно ќе го јас коментирам вчерашната одлука. Фактички не одлуката, отворена расправа. Прво и основно Уставниот суд вчера донесе, односно отворе постапка за предвремено спуштање на собранието. Додека не Уставниот суд не донесе одлука, собранието не требаше да се свикува. Прво и основно, Трајко Велјановски, како еднаков и прошлиот пат ви кажав со пратениците, тој е спикер, направи злоупотреба на службената положба. Му свика собранието тоа хитно, како да е Македонија на војува со некого. Што направија? Прво и основно, ќе ви кажам предослово како е таму, затоа што Аспарух Кралевски таму работел во тоа собрание. Вие не знаете за тоа. Прво и основно, тој требаше да ги повика координаторите на партичките групи да состави дневен ред, а не тој да прави циркус од собранието, прво да се одложи одме точка од повикување на замениците и министрите. Прво, техничката влада уште постои. Зошто? Затоа што Емил Димитриев треба да се поднесе оставка. Емил Димитриев е технички премиер. Не е Емил Димитриев премиер. Зашто Никола Груевски не се врати во староновата влада? Прво и основно поставе Милевски прашање, ама не одговора на тоа, тој затоа што не знам што му е, не знам, некој го фатени некој фави во тоа глава, не шопре. И една друга работа ќе ви кажам. Нели Уставниот суд на Република Македонија има поднесе до Уставниот за член 11 возбаза која укинат за помилување да расправа Уставниот суд, а не собранието сега по брза постапка да носи закони за помилувањето или аболицијата да се укинува постапно или оној кој барал. Прво и основно, нема логика во ова што се прави, кога веќе денески слушаме ние од америчкиот гостин кој ни беше во Македонија, бара целосно укинување на помилувањето и аболицираните политичари кои се во Македонија. Добро. Да и владата на Република Македонија и собранието. Оние пратеници сега се невалидни, тие пратеници не се валидни. Еве га играта ја што го зборував и порано измеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, дека циркусот еве го продолжува. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Иако Иванов и другите партиски представници на ВМРО ДПМН досега изјавуваа дека не постои можност да се повлече аболицијата. Сега тоа станува возможно бидејќи денеска на дневен ред во собранието се законски измени со кои се уредува правото на претседателот на државата да ја повлече одлуката за аболиција. Измените ги предлага владеачката коалиција ВМРО ДПМН и ДУИ во скратена постапка, поради што и се очекува лесно и брзо да ја поминат законската процедура. Со измените што ги предлагаат владеачките партии, помилувањето може да биде повлечено на барање на лицата на кои се однесува, или пак претседателот по сопствена иницијатива да ја промени првичната одлука.
Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Да живее шарената револуција и сакам да кажам следното. Ајде. Нема ВМРО и ДУИ пробаа многу пати да донесат закони, пробуваат да бетонираат одлуки и сето тоа им се рушеше. Ова одлука денеска, посебно денеска ја каже и американскиот државен подсекретар, дека мора да има целосна аболиција и таа ќе биде. Сакам нешто друго да ви кажам. Шарената револуција во Македонија направи хаос за ВМРО и ДУИ. Тие мислам дека и кога спијат не можат да спијат, затоа што не знаат кој ден што ќе им се фарба. Фарбањето е еден символ на нивното 10-годишна неспособност. Да, ќе ве замолам само да се задржиме на делот околу аболицијата. Да, ве разбирам. Значи, сето тоа во наредните 5 до 10 дена се ќе им се руши. Сите нивни работи што ги прават, аболиција, не аболиција, ваква аболиција, онаква аболиција, се ќе им се руши во Македонија. Доаѓа време кога правото ќе владее. И не може 12 лица што поднеле барање, кои што се осеќаат исправни, дел од нив се исправни, дел од нив се до дашке. Многу брзо се ќе се реши во Македонија. Без обзир што Груевски сака да биде аболициран и Гордана и сите тие, нема да им успее. Јас ве поздравувам и сакам уште нешто да кажам за крај. Пред неколку дена спомнавте ние кои што редовно се јавуваме да не се јавуваме. Јас немам намера да се јавувам, тоа едни исти гледачи се јавуваат. Ги молам, Добре што ме подсетивте. Ако вие ги замолите во наредните 5-10 дена да не се јавуваат, треба да бидат коректни спрема вас, посебно спрема вас и спрема емисијата. Добро. Поздравувам и пожелувам. Благодарам за подсетувањето, поздрав до вас. Веќе сега ќе го направам подсетувањето. Не мора веќе од денеска од утре, туку од понеделник 23 без 24 кога нема да имаме емисија поради празникот, значи тие 4 дена да одмориме од редовните јавувачи и слушнете, оставете да видиме што ќе кажат другите гледачи кои се обидуваат да добијат, а не можат поради тоа што вие не знам како, ама успешно добивате. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Фала. Јас прв се јавувам. Мило гледам сам, бидејќи 24 ми е редовно на програмата, програмирани само таа ги гледам. Така, повелете. А прв се јавувам иритиран од не знам како се викаше тој гледачот, мислам дека го спомнавте како Тале. Не ми е јасно како може тој човек секој ден да не добија. Тоа прво не е јасно, бидејќи во контакти со други луѓе кажуваат дека ме бараат по саат, по пола саат, не знам, никој не може да не добие. Дали е тој дежурен, дали преку ред, дали го познаваат во телекадр, не ми е јасно, како може да не добива стално. Не знам, ќе треба да си го прашате него. Дајте повелете за темата. Второ за темата ваша. Помилувањата мора да бидат групни, како што поништување на помилувањата мора да бидат групни, како што беа донесени групни. Така да, ова на брзина што денеска се очекува да го изгласаат во парламентот по иницијатива на близнаците Талат Џафери и Илија Димовски, дека ќе падне во вода, дека за една недела пак истите луѓе ќе го поништат тоа што денеска ќе го гласаат. Тоа е нормално. Тоа се случува нон-стоп во последните 2 години. Истите луѓе гласаат, прегласуваат. Затоа Македонија никогаш не имала држава, затоа Македонија оди по стапките на банана држава. И мислам дека ВМРО треба да се заштити со закон, ДПОН нека остане како партија, да не може да се злоупотребат тие 4 букви. Они страшно ги злоупотребуваат тие 4 букви. Затоа дојдовме тоа девече и државата ни е ништи ДПМН, не ВМРО. Од мене толку. Мога ви што прв добив и мислам да и последен. Не мислам да се. Не верувам дека ќе биде последен. Се надевам дека вистина ќе добиете уште еднаш. Пријатно до вас и убав ден. Да, благодарам. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на денешната пресконференција во однос на политичката криза порача дека не може
да има селективно поништување на аболицијата. Не може аболицијата да се спроведува според изјавите на оние кои се одрекле од неја или според волјата на претседателот Ѓорѓе Иванов. Аболицијата мора да биде целосно поништена. Законот треба да важи еднакво за сите. Секој што го прекршил законот мора да одговара. Нема спас ниту за аболираниот Груевски, ниту за неговото друштво, порача Заев. На новинарско прашање дали Заев би сакал да се повлече и аболицијата за него, дадена од екс-претседателот Бранко Црвенковски за случајот Глобал, тој одговори дека повлекување и на таа одлука бара уште од 2008 година. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да, повелете. Во линија сум. Да, вие сте на програма, повелете. Вака. Ке бидам сосема краток. Ајде. Пред неколку гледачи ти се јави гледачот и рече да го побарате бројот од Врховен суд од одлуката. Од она одлука на судот, Да. дека случајот Глобал всушност нема криминал. И навистина да настојувате и да ги подсетувате, доста беше овие веќе да зборуваат за аболиран криминалец. Ајде сега за оваа аболиција да зборуваме. Тоа веќе е расчистена работа и навистина да ги подсетуват. Добро, повелете за оваа аболиција. Бидејќи за некој ден, јас мислам многу работи ќе бидат разјаснети и ќе морам да го посочам тале, опростете ми, дали ќе му биде срам после да се јавува кај вас. Бидејќи навистина Мегапон изиграва и он е свезнајучи, сите работи ги знае, па да го поставим за премиер тале. Добро, повелете за темата, ве молам, бидејќи времето е кратко, да си го кажете мислењето. Така, биете поздравени. Благодарам. И навистина настојувајте тоа да го спроведете овој. Ви благодарам за Врховен суд. Поздрав до вас. Да, и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Чаир. Благодарам, поздрав до Чаир од нас. Значи претседателот направил добро дело затоа што ги амнестира лајтуците. Луповите. Тоа која будала може така да резонира. Тоа само будала може нешто такво да стокне, не се. Моје видување, сум рекол неколку пати и ке речам, не им се плашам апсолутно, ни на ВМРО, ни на ДУИ. Тие лопови, тие ајдуци треба да се затворат потхитно. Не знам што е тука сложено. Значи тука е толку јасно што дефинитивно и од ВМРО, ДПМН и од ДУИ луѓето направија ја испокрадоа државата. И сега се најде некој паметен, така наречен претседател, и истите тие лопови ке ги амнестира. И сега некоја будала, како тој од кај беше Штип Валандово, не е битно, го поддржува тоа. Овие ајдуци дефинитивно треба да се австат. И од ВМРО ДПМН и од на Али Ахмети, тоа се дури се поголеми ајдуци него од ВМРО ДПМН. Така. Само затвор мајка е за нив, ништо друго. Ви благодарам. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Убав ден во Чаир, како вам, така и на сите останати гледачи кои што денеска не следеа. Политичките помилувања треба целосно да бидат повлечени. Доколку лидерите ги поништат или повлечат помилувањата само на делумен или селективен начин, тоа само дополнително ќе го зголеми растечкото чувство на неказнивост, порача американскиот дипломат Хојт Брајан Ји. Пријатно од мене и останете со 24 вести. Во продолжение дневникот во 17 часот со сите детали за она што ние денеска го разговаравме.